Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Ѓубрето во Скопје и полните контейнери стана предмет на обвинителството кое ќе го проверува работењето на комунална хигиена. Дали има елементи за кривично дело? Во инспекцијските контроли се вклучува и владата, но освен комунална ќе бидат вршени контроли и во градот Скопје. Отпадот низ главниот град го вклучи алармот кај органите на прогонот и кај владата. Обвинителството нареди вонреден надзор во ЈП комунална хигиена. Издадена е наредба за истражување и обезбедување докази за евентуално кривично дело. Со одлука на влада, МВР доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Од владата соопштија состојбата е алармантна и институциите веднаш да постапат по заклучоците. На ова реагираше актуелната градоначалничка на Скопје преку соопштение. Арсовска го праша премиерот на кого се заканува, а вината ја посочи кај председателката и составот на управниот одбор на предпријатието и кај другите актуелни градоначалници. Комуналното предпријатие е недостапно за изјави и информации. Оттаму попладнево испратија соопштение дека навремено ги исплаќаат платите на вработените и се загрижени од информациите дека се подготвувале протести на вработени поради само неколкудневно задоцнување на исплатата. Од Министерството за здравство тврда дека немаат никаков долг кон предпријатието. Неколку општини со своите служби го чистат дел од сметот по локалните улици. Градоначалникот на Центар испрати барање до ЗЕЛ за свикување итна седница за решавање на проблемот. Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во 2 смени, имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен и правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното предпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина алармантно. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. ВМРО ДПМН повикува на масовна излезност во вториот круг од локалните избори. Вела дека освоиле 550 советнички места, додека СДСМ освоил 230. Повикуваат на оставка од Филипче. Опозицијската партија не даде реакција на ваквите повици од власта, но претходно најавија консолидација, а не оставки и одговорност за резултатот. ВМРО ДПМН не само што не изгуби гласови на локалните избори, туку неделното гласање покажа дека ужива и поголем рейтинг од претходните избори во 21 година, сметаат во владеачката партија. Втор ден по изборите, власта вели дека на свое конто овој пат има и поголем број на градоначалници, но и апсолутно мнозинство во општинските совети. Сепак повикаа на масовност во вториот круг за избор на градоначалници, за како што велат да се заокружи историската победа. 550 советнички места за ВМРО ДПМН, наспроти 232 за СДСМ, 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажаа во кој правец сакаат да се движи државата. На овие избори ВМРО ДПМН освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година. Мисајловски го повтори ставот на партијата дека резултатите од локалните избори не треба да се споредуваат со ланските парламентарни избори. СДСМ денеска без реакција на ваквите оцени од ВМРО ДПМН. Но вчера токму партијата на Филипче и покрај изборниот резултат со само 3 градоначалнички места во првиот круг излезе со став дека тие не се во загуба со изборите. Падот на ВМРО ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18%, што ако се земе предвид, пониската излезност речиси да нема загуба, коментираа вчера од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Кандидатот на Левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, го повика на дуел во градскиот парк кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Јас го повикувам Орце Ѓорѓиевски на дебата вон студиски простори
на која ќе имаат право сите медиуми национални и тереstrijalни да присуствуваат со своји новинари, со повеќе новинари, со различни уреднички редакции. Еве јас одма давам предлог, неа школка таму помеѓу граѓаните, не со наместени мислам, не се извинувам, чисто викам, не со контролирани услови, туку едноставно пред граѓаните, да се соочиме со сите телевизии, со сите граѓани и да можат граѓаните да изберат нашата опција, тоест опцијата која најмногу им се допаѓа. Интензивирање на економските и политичките односи и високо ниво на трговска соработка меѓу Македонија и Велика Британија беа потврдени на средбата на подпредседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски со државниот министер во одделот за бизнис и трговија во владата на Обединетото кралство сер Крис Брајан, која се одржа вчера во Лондон. За Македонија приоритет е реализација на инфраструктурните проекти во делот на железничкиот и патниот транспорт, како и инфраструктурата и здравството. Владината делегација во Лондон ја предводи премиерот Христијан Мицкоски. Имаме доста средби со членовите на влада, само што завршивме средба со министерот за трговија и економија, најзначајниот министер за нас, затоа што токму со овој ресор го подпишавме договорот влада со влада, со кој што на Македонија се става на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни проекти. Веќе разговаравме за развојот на брзата пруга по коридорот 10, каде што добро напредуваат работите, веќе почнуваат да се работат документите со цел почеток на работа. Ветивме дека оваа есен ќе почнеме и еве оваа есен почнуваме. По завршувањето на локалните избори, кога ќе престанат оние ограничувања од изборниот законник, ќе почнеме работиме и на болниците во Штип, во Тетово и во Кичево и секако на други инфраструктурни проекти. Ке влезе ли Македонија во групата со Албанија и Црна Гора кои треба да добијат бесплатен роаминг во рамки на Европската унија? До крајот на годината Македонија треба да ги заврши обврските кон Европската унија со кои ќе се укине роаминг за македонските граѓани во земјите од унијата, потврди министерот за дигитална трансформација Андоновски за Сител. По информацијата дека Црна Гора и Албанија од јуни следната година се приклучуваат на заедничкиот пазар на Европската унија за телекомуникацијски трошоци, Андоновски вели дека Македонија пред еден месец го добила акцијскиот план кој треба да се подготви за прилагодување на македонското законодавство со европското, со кој ќе се исполни условот за подпишување на договорот роаминг како дома. Ние се уште немаме рокови кои што се утврдени од страна на Европската комисија за подпишување и остануваме на ставот дека до декември, до јануари месец ќе ги имаме исполнето техничките предуслови кои што се потребни за наше приклучување на роаминг како дома, што да обезбедиме во 2026 граѓаните на Македонија да не плаќаат за роаминг трошоци кога патуваат во Европската унија. Нема дефинитивен рок за ниту една држава, ниту пак тоа е поврзано со некој пакет решенија за целиот регион, ќе зависи исклучиво од држава до држава до исполнувањето на условите. Црна Гора и Албанија од јуни следната година се приклучуваат во заедничкиот пазар НЕУ за телекомуникацијски трошоци, со што ќе им се овозможи на нивните граѓани да остваруваат повици по цени како дома. Истото ќе важи и за патниците од земјите на Европската унија кои ќе патуваат во Црна Гора и во Албанија, што значи дека разговорите, пораките и користењето интернет ќе бидат наплатени по домашни тарифи. Ваквата можност е дел од пошироката европска иницијатива за економска интеграција на Западен Балкан со цел укинување на бариерите и намалување на трошоците за комуникација. Според најавите на македонската влада и исполнувањето на обврските, очекувањата се земјава прва да го потпише договорот за роуминг со нула трошоци за македонските граѓани. Покрај Македонија, преговорите за укинување на роуминг ги продолжуваат и Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Украина. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.